Реално, ова не е за секако. За да можеш да возиш ваков звер, треба малце менталниот склоп да ти е поразличен од сите останати возачи, да го живееш тој живот, да едноставно да имаш потреба за вакво големо возило, за да можеш да возиш во такви тешки гужви кои што ги имаме во нашиот главен град претежно. Така да ова не е за секого, треба да имаш храброст дефинитивно да возиш нешто вакво, треба да имаш многу големо познавање и треба стварно да ма вадиш мастер. Искрено многу ми значи вашата поддршка и секој сабскрайб, секој лайк, секој коментар многу значи за овој канал, за да растеме како Ford Ranger, бидејќи е огромен, и со секој ваш сабскрайб едноставно можам да ви покажам вакви уникатни возила во Македонија. Сега, што значи новиот Ford Ranger? Кој што стварно е многу голем и вака на хартија кога ќе ги видиме бројките, искрено не ми се совпаѓаат со она што го гледам, бидејќи вака масивен, нагласена таа америчка моќност, таа големина, бидејќи големината, должината, вкупната должина изнесува 5,3 метри, ширината е 1,90 м без ретровизорието и висината е 1,80 м, односно 1886 мм, што значи речиси 1,90 м, додека од земја издигна 23 сантими и на тука на ова ќе кажам дека изгледа на многу повеќе и е многу повеќе издигнат, но бидејќи карданот е симнат малку пониско, па тоа се смета како највисока или најниска точка која што треба да се мери за висината, за вкупната висина. Инаку за офрод, она што ви е битно е дека предната страна има 30 степени на агол, на влезен агол, и задната страна е 23 степени, што едноставно ви овозможува на офрод да бидете да имате подобар пристап при одредени терени. А тоа ќе го видиме за кратко, ќе го зборам за кратко. Сега тука прво мора да ви се извинам што е волков Валкан. Мислам, деновиве така се погодија, малку дожд, малку сонце, малку кал. И едноставно уживанција да го возиш овој зверово чудовиште на секаков терен. Она што сакам да го истакнам за овој нов Ford Ranger околу дизајнот, што искрено ми се допаѓа, бидејќи е нагласена, пак ќе кажам, таа америчка моќност. Ова е XLT нивото на опременост со двојна кабина и како дополнителна опрема имаме зголемена заштита на подвозјето, имаме зголемена заштита на резерварот, имаме блокирање на диференцијалот и дополнителна звучна изолација. Исто така морам да истакнам, бидејќи тоа за кратко кога ќе почнам да возам ќе ви кажам колку многу значи таа изолација. Нормално имаме халогени светла во овој пакет, бидејќи XLT, работна верзија, регистриране како N1, како товарно возило. Инаку во Wildtrak нивото на опременост она малце полуксузно, со поубави седишта, со подобри LED светла кои што изгледат помасивно, други бои кои што можете ги одберете. Нормално таму има малку повеќе фенси шменси пакет. Тука се тоа што е понудено за да биде јако издржливо, да може да се тера на секаков терен. Инаку, што се однесува околу практичноста, тука позади имаме една голема кабина која што изнесува 1600 должината, додека 1400 мм е самата ширина. И тоа возможува голем багажен простор, инаку висината на целиот багажен простор е 52-53 сантими, што го прави стварно еден од по-практичните пикапи, бидејќи стварно поголеми. Баш деновиве кога возам и кога споредувам со други ривали кои што сум ги тестирал до сега, гледам само колку поголем и помасивен. Инаку внатре имате куќи едни кои што можете да ги искористите, е заштитен со овој материјал тука кој што не дозволува оштетување на самата подлога доздола. Горе ги имате тие решетки кои што можете да ги искористите за дополнителни прикачување и да, во дополнителна опрема можете да си купите заштитна покривка од згора, за можете да го користите попрактично овој багажен и товарен простор. Инаку, една критика да ќе кажам, што самата врата, која што е прилично тешка, е врзана на овие сајлички, нема нежно спуштање, тоа да не ви изненади, така да ќе треба баш да внимавате. Ми се допаѓаат овие тука пластики кои што се оставени на браниците, кои што се истите како и самите прагови од страна и можете да се качите лесно на возилото. Исто така тука имаме уште едни шипки кои што можете да ги искористите дали за качување, дали за преврзување, тоа више оставам на вас. И сега таа голема моќност, масивност која што има тука,
е преточена и внатре. Веќе претходно имам кажувано како треба да се влезе, но ја повторно ќе кажам, за вакви високи пикапи треба доле прво да стапнете на овој праг, да се фатите тука на овие рачки и слободно да можеш да се потегнеш и да влезеш внатре. Инаку, нешто што многу ми изненади, кај вакви пикапи, обично задната клупа не секој пат е комотна и не секој пат аголот е стварно пријатен за користење. Мора да го пофалам Ford Ranger, оваа нова генерација на Ford Ranger кој што нуди стварно многу удобна задна клупа, кој што аголот е фантастичен, седиштата се одлично удобни, самиот долен дел е стварно убав и удобен, да не ти пречи едноставно на нозете, да имаш простор да ги бутнеш нозете под седиштето, исто така на средниот дел кој ќе дојдеш да има висок тунел, но можеш нозете да ги ставиш горе, искрено да не ти пречи, да не ти биде неудобно или да ги спуштиш од страна со тоа што ќе го намалиш просторот за другите двајца патници лево и десно од тебе, но ајде да кажам, на краток рок, јас би можел да седам, не би сакал да искрено да бидам на оваа позиција, бидејќи се седи малку поиздигнато и не е така удобно како на другите две места, но еве тоа е критиката за средниот дел. Инаку тука доле имаме една голема остава за телефони тракатанци, 12-волтен приклучок за струја, нормално една остава кај седиштата и остави кај самите врати. И сега мора да се префрлам напред, бидејќи сакам и една друга работа да ви истакнам околу интериерот на Ford Ranger, кој што, ајде вака, ако позади е удобен, напред е уште по-удобен. Стварно Ford секој пат се трудат да имаат едни фантастични седишта. Веќе во неколку други претходни епизоди имам кажувано колку Ford вложува внимание и труд во седиштата да се издржливи, да се квалитетни, да не се уништат за брзо време, исто така и за материјалите на воланите кои што не се мрсат, тоа е доста интересен факт. Значи можеш да влезеш дали ако си женско со крема за раце или ако е масло што си работел, ќе офатиш воланот, се брише многу едноставно. Дизајнерски гледано внатре стварно многу убаво, многу ми се допаѓа поставеноста на екранот, да во форма, мислам, тука го врзуваме овој тип на екрани како во Тесла, бидејќи така е како портрет поставен, но многу ми се допаѓа бидејќи воопшто не пречи на видикот напред кога возите, што е честа критика кај другите екрани, а особено кај вака високо возило, тоа воопшто не е потребно, а тука воопшто не ни пречи. Убав голем екран кој што има добра респонзивност, знае не да закочи, туку едноставно да видите дека него следи најбрзо вашиот чекор, но не е тоа некоја критика, бидејќи системот работи добро, одлично, нема некој големо мени, тука ве би дал една критика, не ја гледам потребата зошто да толкав голем екранот ако нема некој големо мени, а од друга страна па мора да кажам, од се дискутабилно ова, дали реално ни е потребно да има толку менија внатре, па да се изгубиме, па после тоа да дадам критика зошто е толку комплицирано, така да оние основни функции се поставени многу едноставно. Ми се допаѓа што климауредот е, односно сите функции од климауредот се спуштени тука доле со физички копчиња и тоа е фантастично добро. И уште еден дел од екранот кој што исто така над тие копчиња имаме неколку функции повторно од климауредот кои што се цело време активни. Паркинг камера и паркинг сензори кои што апсолутно се потребни за габаритот на ова возило. Тука напред пред возачот има уште еден дигитален екран со фантастично добра графика, со фантастично добри информации. Ги имате сите информации потребни за офроуд, агол, степени на валеност, потрошувачка нормално можете да си гледате. Можете да си местите како сакате да гледате дел од функциите, дали сакате да гледате температура на маслото, не само на водата, така да многу користни информации кои што се потребни. Од аспект на дизајн ми се допаѓа таа масивност која што е преточена и тука од надвор. Имате неколку корисни
остави тука од страна на совозачот, и има уште некои мали остави тука од страна кај возачот, кој што искрено не би можел да ги разберам зашто би биле, за парички ќе тропкаат, може да паднат, но ајде, окей, супер, ги има уште една остава тука кај совозачот, инаку тука доле имаме една голема остава кој што може да биде за телефонот со два USB порта, Type-A и Type-C, инаку екранот може да се врзе со Apple CarPlay и Android Auto без никакви проблеми бежично, тоа е фантастично добро. Тука имаме неколку копчиња кои што се потребни за возење. Тука е редукторот кој што може да го одбираме во 2H, 4H и 4L, 6 степен мануелен менувач кој што ги кажам за кратко каков е, две остави за шишиње, еден убав наслон за раката со убава остава внатре кој што има уште еден 12 волтен приклучок за струја, и нешто друго што мора да кажам, што апсолутно многу ми се допаѓа самата рачка тука на вратата кој што е поставена кај ракохватот, и едноставно при офроуд приметив дека многу попрактично тука што е поставено. Прво, дизајнерски е многу поинтересно, второ е практично бидејќи кога си навален, само што ќе стиснеш, одма ја држиш вратата, не ти бега. Често ми се случувало да треба да кликнам, па ќе ми се отвори, па не можам да фатам, така да многу добар момент. Убава графика тука да се појава Ford Ranger пред да го запалите возилото, убав волан, убава форма на воланот, и мора само пред да почнам да го возам, да ви кажам дека носивоста позади му изнесува тон и 96 кг, односно речи си тон и 100, што е супер. Вкупната маса на целово возило изнесува 2,2 тони. Така да сега е време да го почнам да го возам, да видам таа тежина како се однесува и дали е непријатно тука внатре. Искрено, ние во Македонија малку сме тешки кога станува збор за разбирање на перформансите и на моторите. Сме навикнати и ги очекуваме тие стари големи мотори со тие перформанси. Не можеме да разбереме дека технологијата оди напред, дека има и големи европски регулативи кои што мора производителите да ги почитуваат, не дека тие секој пат сакаат да бидат со угушени мотори, но она што сакам да го истакнам за Ford Ranger, дека доаѓа со 2.0 турбо дизел мотор кој што произведува 170 конски сили, има погон на 4 тркала, или преку редукторот, како и сега можам да го регулирам да биде со погон на 2 тркала, претежно тоа е кон задните тркала, или погон на 4 тркала и 4 low, што значи дека можете во секое време, според теренот, да се одберете опција која што ви е потребна. 170 конски сили со многу битното кај овие машини 405 ньютон метри, 405, што значи дека торкот, дека моќноста, дека онаа влечна моќ која што ни е потребна, ја има и тоа како. И тоа се прикажува најмногу, нормално онамо кај што ни е потребно на офроуд, на терен, на било каков терен, и за било што да го користите Ranger, кој ќе имате потреба да отидете некаде. Стварно не гледам, јас до сега не видов никаде некаква слабост во поглед на перформансите. Дури морам да истакнам дека ми изненади колку знае да биде моќен во поглед на стартност, на брзина, колку знае сето тоа да биде изненадувачки и задоволително, но најбитното од сето тоа во урбаните средини како и сега или на автопат ми е исклучително многу тивок. Одлична изолација има, не слушам никаков, дефинитивно слушам звуци од моторот, од менувачот и така натаму, но не слушам така големи звуци, така големи вибрации како што знаат да бидат сите негови конкуренти. Искрено можам да се пофалам дека имам извозено можеби најмногу офроуд возила во Македонија, негови конкуренти кои што се нудат, кои што имам можност да ви ги покажам. Благодарение на вас, затоа направете subscribe, бидејќи на таков начин можам да се изборам. И кога ќе споредам, и да, знам дека во минатото сум спомнал за одредени модели, дали се кинески, дали се европски, без разлика сум спомнувал, или јапонски исто така, сум спомнувал дека се стварно фасцинантни, дека се добри со перформансите, дека се добри со целата изолација, но со Ford Ranger сваќам само колку Ford Ranger е над сите нив. Зошто? Бидејќи прво изолацијата му е фасцинантна. Второ, суспензијата му е одлична. 2,2 тони како што ви кажав.
Имате опција, позади го натоварате со тон и 100 кг, тон и 96. Но кога е празен, маната на овие возила им се кога се празни, тогаш не се најудобни, тогаш не се најкомфорни. Не се случува тој со Ranger. Сам се возам, поминувам низ Скопје во низ најразлични дупки кои што ги имам на офроуд патики што го возев деновиве, не чувствувам одскокнување и тоа да биде тресење на цело тело или истресување на камен од бубрек. Јас такво нешто не почувствав апсолутно, има одредено подскокнување кој што не може да се избегне, но не е тоа воопшто приближно меко, неудобно како другите. Многу меко, дури јас сум на става дека можам со Ranger да возам секој ден во град, ако ми е лајфстајлот така наметнат или дека така сакам да едноставно да функционирам, немам никакви потешкоти со оваа удобност, бидејќи стварно е многу удобен и многу тивок. Мора исто така го пофалам менувачот, кој што е 6 степен мануелен менувач и да, ако се вози претежно за лајфстайл, за чатпат нека авантура, тогаш би ви препорачал автоматик, но ако сакате малку повеќе да бидете ангажирани околу возењето, тогаш дефинитивно мануел, бидејќи шалтерот му е многу краток, мислам види само колку му е краток, многу краток. Второ, има убави долги брзини со што имате добар сооднос при возење, дали е урбано или офроуд, можеш многу лесно да го добиеш целиот перформанс, целата моќност од Ford Ranger. Така да менувачот апсолутно многу ми се допаѓа, многу е прецизен, многу убаво, апсолутно легнува во рака, дефинитивно сите контроли, дали е педали, дали волан, управувачки систем, кај Ford секој пат ми биле идеални, изненадувачки, што оне што сум го фалел кај Focus, Kuga, Puma, Fiesta и така натаму, го чувствувам и тука. Тоа е одличната положба, одличната контрола, забавата зад воланот и можеби најдобриот управувачки автомобил. Сега ако го споредуваме од тие модели до Ranger, кој што има тотално друга задача и намена, а повторно го имаш толку добри контроли, секоја чест. Што се однесува до системите, имате богата опрема во ова XLT ниво на опременост, тоа значи кога имаме сите безбедносни системи кои што ти се потребни, а да не те нервираат. Односно, не те нервира ако напуштиш лентата и да титка на сите можни страни, да свети од сите страни, да, предупредува, гледаш и на самиот екран дека си се доближил до лентата, воланот го чувстваш дека реагира, но не е тоа агресивно да те фрла. Многу ми се допаѓа што ова е модерно возило со модерни системи, но не е нарушена комоцијата на возачот и од друга страна ниту безбедноста. Односно ги имате сите современи системи кои што ви се потребни, а да не биде нервозно возењето. Така да браво. Адаптивен темпомат, радарска контрола која што ги чита сите знаци и апсолутно тука многу ми се допаѓа што чита знаци не само за брзина. Да, со Safe City тоа е супер, ќе си ставите на лимитер и одлично, но чита знаци како стоп знак, како првенство на менување, апсолутно тоа многу ми се допаѓа, бидејќи во одредени моменти стварно се случува да не можам да видам некој знак, дали од гранки, дали од дрва, дали од чуда кај нас што стават празнаци, едноставно он ги чита, точно знае што се случува и точно вие знаете што ви е потребно. Моторот има доволно моќ, искрено мора да го пофалам, не се почувствував во ниту еден момент дека нешто ми фали, дека нешто ми недостига. Така да, 2.0, можеби сите очекуваме бар 2.5 да биде, но овие перформанси кои што ги има воопшто не се за подценување, брз се, знае да биде брз, знае да биде тиво како што кажав и најбитното од се, на сето тоа, има одлична потрошувачка. Потрошувачката му изнесува вака. Јас го земав многу нов, го земав со 9 километри. Тие 9 километри најмногу се за при транспорт што се направени од едно до друго место. Јас го земав прв, јас го сефтосав на 300 километри изминати. Мора да ви кажам дека приметувам како се разработува така потрошувачката, му се намалува и тоа значи дека на почеток потрошувачка имав измеѓу 10 и 11, сега веќе ми се спушта 10, сега во моментов имам точно 10 литри потрошувачка, а гледам дека во одредени моменти се спушта
на високи 9. Бидејќи Ford имаат кажано дека комбинирана потрошувачка има околу 8,5 литри потрошувачка, што тоа е фасцинантно за едно волкаво грамада од возило, кој што е спремно за било какви авантури, да имаш ваква потрошувачка. Дополнително на тоа, мора само да истакнам нешто, освен се ова са што ви кажав околу системите, една работа која што приметив на офроуд, која што апсолутно доминантен Ranger е Hill Descent системот, односно кога се спуштате, кога сакате да сам да автоматски да закочува, да се спушта на терен без да пролизгува, тоа копче кој што е поставено тука, кој што го кажав и преска, така нежно ве спушта, како тркало по тркало да се спуштате од планина, без во ниту еден момент да пролизга. Јас не сум почувствал, на ист терен сум ги возел. Toyota Land Cruiser-от, Defender-от, исто така Isuzu D-Max-от, исто така Photon-от, Dacia Duster-от. Сите сум ги излезал на истиот терен, биле добри, се покажале како добри, но никој од нив не се спуштил вака правилно, безбедно и сигурно. Никој. Затоа тука мора да го пофалам, а тоа е терен кој што е карпест, каллив, песок исто така има делумно, така да терен кој што знае да биде страшно тежак, особено за тешки возила како што е Ranger. А тој го пројде фасцинантно. Цената му е 52.000 евра, висока цена, се води како N1 категорија, нормално имате поврат на ДДВ. Ајде, ќе кажам дека тоа е критиката, бидејќи апсолутно не можам да најдам никаква критика за звучна изолација, не можам да најдам никаква критика за комоција, не можам да најдам никаква критика за перформанси, не можам да најдам никаква критика за системи, така да апсолутно цената нека биде критика, да е повисока, од друга страна ова е возило кој што е предвидено да ја извади таа цена, тие пари да ги извади, да ги изработи, така да дискутабилно е дали е многу или не, оставам на вас вие да ми кажете, вие што користите вакви возила, дали цената е висока, дали е нормална, дали не е воопшто висока, така да пишете ми во коментар. Апсолутно постои и Wildtrak нивото на опременост кој што го кажав, тоа во моментов има акцијска цена која што е доста интересна, во салон е 56.900, добра цена која што за оно што го добивате со кожа, со како изгледа и така натаму, апсолутно вреди. Овде е сконцентрирано најмногу за работа. Апсолутно јас би сакал да го возам секој ден и искрено малце паѓам во депресија што треба сега да го вратам, бидејќи како добро ми легна, колку го сакам овој живот со вакво возило. Пишете ми во коментари, се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!